Откако поради членот 102 кој не дозволува општините да им плаќаат на медиумите за телевизиски услуги, како и поради неизнаоѓањето можност тоа да функционира на алтернативни начини, што е пракса кај речиси сите општини во државата, директниот пренос од седниците на Советот општина Кочани го реализира со телефон и користење на интернет. Меѓутоа, реализацијата на преносот се врши речиси импровизацијски и не им доловува реалната работа на советниците и другите учесници на седниците. Видеото најчесто дава половични фигури на говорниците или воопшто не ги дава, па граѓаните, односно гледачите, не знаат кој зборува, кој гласа или кој коментира од место. Практично, советниците кои не се јавуваат за дискусија, воопшто не се појавуваат на мониторите, што значи дека граѓаните немаат можност да ги видат дали и што работат додека течат точките од дневниот ред, дали можеби дремат, играат игри на телефон или пребаруваат по Facebook. Заради сето тоа, телефонот не може да биде замена за професионалните камери и професионалната работа на новинарите. Тоа што телевизиските камери не се присутни на седниците, како да го намалува интересот на советниците да дебатираат по значајни точки кои се од интерес на граѓаните. Советничката пасивност најдобро се гледа преку седниците на комисиите, кои во последно време како да не функционираат, односно на закажани 5-6 комисии се одржуваат 1 до 2, а причината е немање кворум за работа на истите. Народски кажано, советниците не чувствуваат потреба да доаѓаат на истите и не се придржуваат до принципот дека за квалитетна работа на седниците потребна е квалитетна подготовка за точките од дневниот ред кои се постигнува на комисиските седници. Бидејќи во основа комисиите се тие кои треба да му предложат на Советот како да се произнесе по одредени предлози, решенија, извештаи и слично. Тоа што не е логично во целата ситуација е што на советниците им се исплатува целосниот паричен надомест на месечно ниво, без оглед дали и колку одработиле.